Во годишното обраќање, шефот на државата искажа серија критики кон Европската Унија и НАТО, го прогласи специјалното јавно обвинителство за селективно и политизирано, ја обвини опозицијата за неодговорност и порача дека нема да дозволи федерализација. Она што како мотив е за оваа емисија, темата и изјавата на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов ги спречи црните сценарија против Македонија. Добар ден, односно добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на Мој термин, 24-то поред од како е започната оваа емисија. Во продолжение ќе се подсетиме на прилогот на колегата Александар Пешев, кој токму се однесува на годишното обраќање на председателот Ѓорѓе Иванов, а потоа продолжуваме со вашите размисли околу неговиот говор, но и секако доколку постои простор и можност да ги вкрстиме и ставовите на гледачите. Со заобиколувањето на институциите влеговме во стапицата на Пржинскиот договор, вели председателот Ѓорѓе Иванов во своето годишно обраќање, тврдејќи дека надворешните блокади придонале за создавање на домашните поделби и проблеми. Неодговорното однесување на НАТО и Европската Унија кон Македонија неминовно се одрази на нашата внатрешна политика. Се изгуби реформскиот моментум, се затегна односите меѓу политичките партии и се намали трансформирачката моќ на Унијата. Последиците од блокадата станаа причина за нови блокади на Република Македонија. Председателот изнесе критики и за специјалното јавно обвинителство. За сето време, специјалното јавно обвинителство е селективно и политизирано обвинителство кое наместо инструмент за правда се сведе на инструмент за уцена на политичките противници. Подпишувајќи го законот за формирање на специјалното јавно обвинителство, јас не очекував селективност и политизираност во неговата работа. Иванов очекува новата влада да спроведе попис за да се регулираат прашањата како службената употреба на јазиците, согласно амандманот 5 од Уставот, и дополнително повика на реформи во областа на националната безбедност и побара обезбедување на унитарноста на земјава. Мојот став е повеќе од јасен. Никогаш нема да се согласам Република Македонија да биде бинационална држава. Никогаш нема да се согласам Република Македонија да биде федерална држава. Две работи не влечат назад, а тоа се поделбите како последица на блокадите и реваншизмот, смета шефот на државата, кој повикувајќи на национално помирување, побара да престанат поделбите на предавници и патриоти. Да престанат и нападите кон дипломатските представници. Да престанеме секогаш вината да ја бараме кај другите. Одредени политички лидери да престанат да се повикуваат и да ги злоупотребуваат имињата на амбасадорите во Република Македонија за да остварат своји цели. Истовремено, го повторувам и повикот дипломатските представници во вршењето на своите надлежности да внимаваат на нивните постапки и реторика и да се придржуваат до Виенските конвенции. Повикувам, конечно одлуките за Македонија да ги носиме во институциите кои сами ги создадовме, преку представници што сами ги избравме, порача председателот во своето годишно обраќање. Покусиот вовет кој го даде председателот Иванов на почетокот на говорот рече дека ќе биде посветен на политичката криза во земјата која создала амбиент на страф и неизвестност, а преголемата партизација до невидена поларизација на граѓаните. За тој дел и разговаравме во првата емисија Очи во очи. Плурализмот во земјата е сведен на мултиплицирано едноумие, рече Иванов, шефот на државата. Лоцираше две адреси на кои го пронајде виновникот за длабоката криза во државата. Надворешна и внатрешна. Првата е меѓународната заедница, поточно Европската Унија и НАТО, кои со блокадата на приемот во Македонија, односно одложувањето на почетокот на пристапните преговори, покажале неодговорност. Иванов оценува дека во 2008 и 2009 година државата била во зенитот на своите напори да обезбеди членство во двете организации. Но, цитирам, бевме разочарани. Бевме блокирани и игнорирани. Наместо да бидеме наградени, бевме казнети. Нивното набргу не се мери со календар, неодговорно не блокираа на одредено време, пораче Иванов. Од тогаш до денес, Македонија стана колекционер на позитивни европски извештаи и препораки и акциони планови за членство во НАТО. Оваа блокада, според него, довела до поделби и криза во земјата, која одредени неодговорни политички лидери ја влошиле со тоа што почнале да го заобиколуваат собранието и одлучиле да
делуваат вонсистемски. Осврнувајќи се на одлуката да потпише широка амнестија за сите политичари осомничени во постапките на специјалното јавно обвинителство, Иванов уште еднаш потврди дека смета оти донел исправно решение со кое спречил анархија во државата. При тоа тој го обвини СЈО дека е селективно и политизирано обвинителство, кое наместо инструмент за правда се сведе на инструмент за уцена на политичките противници. 0260 91 924 0260 91 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да ги поставувате вашите прашања или пак да давате коментари по однос на целото обраќање годишно на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов или секако да ги вкрстите вашите мислења и ставови со останатите гледачи доколку така сакате. Добро вечер, велам кому. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Кисковски на телефон. Поздрав до вас, Кисковски. Јас председателот го почитувам и он е за греф затоа што наседна. Он не беше свесен ливчињата што му ги дава да ги читат, до кај ќе навлезат. Например, се дрзна да каже за специјалното обвинителство дека селективно работи. Например, Крпач, он го аболицираше. Па после тоа, ден денеска ништо не се знае, дали го убие, дали сам се уби, што се направи, тоа не можеше да го кажете. Он го аболицира, неосуден, не осумничен, па после ајде се врати назад. Па така да овие ливчиња што му ги дадат да ги читат, он за греф. Јас да ти кажам, греф ми беше да го слушам што читат. Како некој дете од осмоделение, еве ти го ливче, прочитај го. Се ова што се случуваат од ВМРО се случуваат. Да не спомнуваат двојазичност, да не спомнуваат кантонизации, сето тоа ВМРО го предлагаше. Зашто не го спомни Груевски и Ахмети мајскиот договор кога се договарале таму за двојазичност, ќе ти дадам, не излега од влада. Зашто да не го спомнува? Него вака ќе правиме, онака ќе правиме, го замајува народот. Народот е свесен. Све што потекнува, се од ВМРО потекнува. Сите проблеми. Специјално во обвинителство треба да му се додели специјален суд. Криминалците парите да ги вратат. Друго, напред чекори нема додат. Се ќе има проблеми. И с која страна зазема? Кого осудија тие до ден денеска? Уште испитуваат? Може нема никој да биде виновен? Што председателот си стрчува страна заземат специјалното обвинителство? Ајде, молим те. Други се смени светот со нас. Добро. Сакате да останете на линија или? Да останам да видам. Ја би сакал или Тале, или овај Кавраков малце да се здрваме со нив. Ајде, може би ќе ви се исполни желбата доколку се некој од нив следни на линија, тие ни се најбарани соговорници. Дали имаме некој на линија? Повелете, добро вечер. Добро вечер. Тетка Лоза на телефон. Поздрав до вас, тетка Лоза. Само да го прашам првиот гледач за да не чека за џабе, дали би сакал првиот гледач да остане со Лоза на телефон или не? И со тетка Лоза сум ја слушал, не би имал што да коментирам, тука сме негдека. Добро. Така да и она... Фала многу. Идеално, само да кажам. Ајде. Идеално зборува, конкретно зборува, чисто зборува, она што се случува, тоа го зборува. Така да не би се повторували со тетка Роза и можам да ви кажам пријатно. Благодарам, поздрав до вас. Повелете, господи Лоза, сега. Сега вака. Точно што го кажа човекот пред мене, како мало дете Ѓоле се однесуваше. Да го прашам, зошто не прозбори за апашката банда што ја имаме? Апашите прво треба да ги затвори јавното обвинителство. Граѓаните не украдоа ништо, не го одзедоа тие од граѓаните и станови по Чешка, по Берлин, не по Берлин, по Виена. Мијалкови има хотел. Како, шо мисла тие? Од кај им се парите? Второ сакам да го прашам Иванов, каква опозиција? Опозиција е злато према нивните кај што припаѓа. Јас би се срамила и би се откажала од председателското место, кога ќе знам дека до мене стојат арами и од едната страна и од другата. Сакам да кажам за ВМРО, за ДПМНЕ. Добро. Второ, зошто Иванов не прозбори
кој го кога ги амнестираше Груевски учека? Зошто не прозбори кога правеше влада со Ахмети? И двојазичност, точно е дека е тоа. Сега албанците се веќе умни, веќе се култивизирани, да кажем, на малку, на едноставен начин, култивизирани се и затоа тие си го барат своето, си го барат местото каде што припаѓат. Не е тоа време кога албанците чека на Битпазар или по Куманово со пила на рамо или секира под мишка и да може да работи како пес денеска, што беше дрва да сече, се молеа за работа. Добро. Сега се измени времето. Добро. Затоа јас ги поддржувам албанците и нека влезат со сето срце, ќе ги пречекаме ние. Добро, дали би сакале да останете на линија со некој следен гледач? Ајде да видиме. Добро вечер, велам кому. Да сте живи и здрави. Поздрав до вас и вие да сте жив и здрав. Ја предпоставувам дека сакаш да ме слушниш. Да. Но многу сум разочаран од вас. Од мене лично? Лично од тебе. Добро. Затоа што кога се јава Кабрако, не го подсеќаш дека јас го чекам. Ке ви се потрефи веројатно Ивам еден ден да се слушнете двајцата. Не, јас сакам тука да дојдам, да го гледам во очи, да му го видам суратот. Мислам дека нема тоа да се случи. Мислиш? Па не, затоа што кажа дословно дека нема да гостува во емисија. Ќе се предомисли. Ќе видиш. Добро. Тој е храбар човек. Добро. Дали, само да ја прашам госпоѓа Лоза, дали сака да остане со вас на линија за да разговарате? Па ние исто размислуваме, не би требало да го мачиме човекот. Јас ќе го чекам Кавраков. Кавраков ми е наред сега. Добро. Ајде, повелете вториот гледач, нека ни се јави, повелете. Јас сакам да ви кажам по тие, јас редовно ја пратам вашата емисија. Благодарам. Нема ден да ја пропуштам, ретко се јавам, стварно ретко се јавам, затоа што ако немам што да дискутирам, нема потреба да се јавам. Така е. Сакам да ви кажам следното, кога ја слушнав темата и кога кажавте дека и во мој термин ќе оди, јас преку моите врски се заинтересирав да научам кој го напишал текстот на господинот И? од Водно. Овиот курир му го дале, ама пошто тие не можеле да го напишат комплетно, отишле преку курсот од Австрија. И сето тоа го искомпонирале, и пошто не можеле убаво да го направат лингвистички, се јавиле во онаа телевизијата, знаеш која, нели? Не знам јас ништо, јас нисам одавде. Ниси? Не. Јас ќе ти кажам. Онаа, знаеш, презерватив телевизија, што ви кажам. Добро. И сето тоа му го напишале на господинот од Водно, временото е таму, иначе. Добро. И тој го прочитал говорот. Ама ми беше многу интересно кога го гледав во вашите вести, како оди, зашто оди онека човекот, да не бил во Халгетики. Не со такви моамети. Не прашав, само да не бил во Халгетики, да. Толку имам да кажам на таа тема. Добро. Го чекам Кабраков. Ајде, значи ќе ја поздравиме госпоѓа Лоза од предходно. Пред да се вклучи друг гледач, Катица на фан страницата, не е Јанева, не грижете се, на фан страницата на мој термин вика, можам да го замислам Иванов, како понизно седи на столче, а Груевски во занес му диктира што да каже во неговото обраќање до народот, работава е Грујо не е сам и председателот исто мисли по јазик. Љубица тука додава, катастрофа ја снајде Македонија, за какви сценарија зборува тој се знае, ама не може да мрдне уценет понижен за спас на криминалот и него ќе го ликвидираат ако не ги слуша уплашене. Добро, мирни со вакви муабети. Димитар вели, не ми е јасно зошто Ѓорги Иванов го чита текстот на Никола Груевски, досега неам слушнато председател да чита нечи текст. Добро, одиме со следниот јавуваш. Добро вечер. Добро вечер. Кој е на линија, повелете? Дали имаме некој со кој што ќе може да комуницира нашиот гледач кој чека на линија? Добро вечер. Дали имаме некој на линија, режија?
да воспоставиме комуникација? Веројатно нема. Добро. Ќе почека тогаш со следниот гледач. Да, повелете? Еве сега ме уклучија. Повелете, ајде сега ве слушам. Да. Само што ме уклучија сега колегите. Да, повелете. Па, ја мислам дека Баткава е портпарол за раскарување, не е за помирување овој. Па што према она што го кажува, ме потсеќа на еден мој генерален директор у моја фирма исто да не смирува меѓу колегите ланска година. Так. Не смири дебело. Се мрзиме од дното на душата, толку што не смири. Така и овој сега исто не смирува некако. Не знам, само да не смири на некој скраја било други места. Таму сите се мирни. Значи, таков му беше говорот, тоа не беше говор, тоа беше репродукција нешто, као снимај материјал, па само се пушта. Так. Тоа би можел да кажам моментално. Так. Добро. Дали вие ќе сакате да останете на линија да чекате некој гледач за комуникација? Ако налета некој размишлен. Добро, тогаш ништо ќе го поздравиме првиот гледач, ќе му посакаме повеќе среќа следниот пат за комуникација со господинот Кавраков. Вториот гледач оставете го режија. Дали имаме некој следен на линија? Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Добро вечер. Да, ве слушам, зборувајте, повелете. Благодарам. Повелете. Зборувајте, ве слушам. Господине, намалете го тонот на телевизорот, немојте да ме слушате во телевизорот, слушајте ме сега како ви зборувам во слушалка. Дали тоа се однесува за мене или за други? Да, за вас, бидејќи вам ви досни гласот, ми се чини. На нуло ми. Вака, ајде. Се сложувам досега со гледачите. Добро. Нема да чекам да полемизирам со оние двајца, веќе со нив завршив, само би сакал да кажам за темата. Ајде. Мислам дека и неговите дома се срамат од него. Не сакам ни името да му го спомнам. Така, добро. Мислам дека се срамат од него и сигурно го прашуваат што прави. Не е работа да бидеш председател, да прифатиш да бидеш председател. Да те изберат луѓе да бидеш председател. Тоа е многу важно. А да те стават и да те изберат на криминален начин и тоа 2 пати, па ајде прв пат кога виде што му се случуваше, какви гафови и циркуси зборуваше, па и втор пат го кандидира, нормално да владеат со него. Тоа е сигурно во мрежата на Груевски и не може никако да искочи, со нешто ги држи сите, така да срамно е што зборува некои работи, ајде некој помирување. Какво помирување, ве молам? Со кого да се помири? Кој со кого? Заев да се помири со него. Јас мислам дека тој спрема ново помилување. Ништо не е чудо, ако види дека ќе почне да функционира, кога се ќе се смени, после парламентарни нови избори и овие локални, тогаш мислам дека во задни негови месеци од мандатот тој ќе покуша да ги спаси сите овие инволвирани во криминалот. Добро. Но, јас мислам дека не сме народот тоа да го прифати, бидејќи тој е нелегитимен председател за одредена партија. Нелегитимен председател. Дуи не го признава. А Дуи е во влада толку години. Што значи тоа? Ви благодарам на двајцата за јавувањата и ви посакувам пријатна вечер. Пред да вклучиме други гледачи, ќе одиме со дел од говорот кој што остана од првата емисија. Во такви сложени услови како председател на Република Македонија бев единствената институција со легитимитет и овластување да носи одлуки. И наместо да бидам пасивен наблюдуваш на отворен судир, понудив решение за кризата. Понудив помирување преку помилување на сите кои на еден или друг начин се вклучени во политичката криза. Еден ден, кога ќе бидат декласифицирани сите документи,
Граѓаните ќе имаат целосен увид во состојбата поради која ја презедов таа мерка. Но ќе кажам само дека во состојба во која беше доведена во прашање еднината на државата, помилувањето беше единствениот мирен начин да се замрзнат непријателските намери меѓу спротивставените страни и да се избегне анархија. За таа моја одлука претрпев многу критики и обвинувања. Ме обвинуваа дека со одлуката за помилување сум ги прекршил уставот и законите. Но не само што со одлуката не ги прекршив уставот и законите, туку ги скршив црните сценарија насочени против Македонија. Ме обвинуваа дека сум го помилувал криминалот во Македонија, но помилувањата воопшто не вклучуваа запирање на постапката за конфискација на нелегално стекнат имот. Ако некој крадел, ќе мора да го врати украденото и да плати за стореното. Владењето на правото подразбира дека сите луѓе, почнувајќи од мене, независно од нивната етничка, религиска, политичка и социјална припадност, независно дали се на власт или во опозиција, се еднакви пред словото на законот. За такво владење на правото се залагам, затоа и го потпишав законот за формирање на специјалното јавно обвинителство, бидејќи без сузбивање на криминалот и на корупцијата не можеме да градиме еднина за Република Македонија. Ме обвинуваа дека сум сакал да ги заштитам неодговорните политичари, но со помилувањата сакав да постигнам само помирување. Сепак таквиот начин на решавањето на политичката криза не беше прифатено од дел од јавноста и штом се создадоа законски услови за тоа, ги повлеков до дените помилувања. Откако ризикот се намали и непосредните закани не одминаа, лидерите на партиите повторно седнаа и се договорија за предвремени парламентарни избори. Конечно, на 11 декември имавме слободни, фер и демократски избори. На изборите, граѓаните си го кажаа своето, со тоа што го искористија своето демократско право и покажаа највисоко ниво на одговорност. Граѓаните придонесоа кон тоа да се види крај на кризата. Граѓаните разбраа дека за да се излезе од кризата не е потребно надгласување, туку усогласување, не е потребно уценување, туку помирување. Со распределбата на своите гласови, граѓаните всушност ги принудија партиите да водат диалог во институциите, но не по цена на државните интереси. Граѓаните најодговорно си го исполнија својот дел од договорот наречен демократија и за тоа им честитам. Добро вечер. Убав вечер. Поздрав до вас, повелете. Ало? Да, ве слушам, зборувајте, убава вечер имам. През вака неофицијално само да обавестам имам слушнато да од интернет дека новата влада веќе е договорена и меѓу кого, знаете ли? Меѓу ВМРО, ДПМН, ДУИ и некои други од албанските партии, значи ова е незванично. Добро. И сега, сепак, гледачите нека не се плашат да окажат своето мислење, јас ќе окажам своето мислење по излагањето на денеска на председател на државата, односно на првото читање. Јас и лично го знам како човек е многу добар човек, како кроток човек, меѓутоа жалосно што тој не е самостален во својата функција, се подработи под притисок на политичка партија која го предложила, која го изабрала. Самиот преседател, како преседател, јас сум човек кој дете кој сум наснати во социјализмот. Ние знаеме социјализмот што значеше еден преседател, која се грижеше за 22 милиони луѓе во цела бивша Југославија, сега немаме ни 2 милиона луѓе. Нашиот преседател Ѓорѓе, брате, ти само 3 часа сака да извршиш попис во државата, ти не знаеш колку жители имаш, колку граѓани имаш во државата. Ѓорѓе преседателот сегашен не знаат никој му влегуваат во државата, никој му излегуваат. Во среде Македонија се трупаат терористи, пример во Куманово, со оружје и со топови, со се. Тоа ништо не го знае, значи или знае, или може, или не сме да се искажат. Имаме ние во Македонија овде протести студенти и средношколци, од невработени, разни луѓе, разни од разни институции, незадоволни граѓани. Преседателот нигде не го гледавме, нигде не го видовме, се покажи да измири состојбите, да апелира, да допринеси. Сето имавме и незгоди природни, како што бе поплавите во Скопје. И се кој ќе прави една паралелна разлика за време на преседател Тито, кој бил комунист, како што го вика неверник, меѓутоа за мене беше сепак еден човек, дали бил верник или неверник, меѓутоа неговите дела покажа дека сепак тој беше еден од подобрите луѓе, вака и благодата
негова цел свет осети, не само Југославија. Добро. Примерно парабола. Студентите кои студира, знаете, кои демонстрира во Белград, тој прв застане и откри проблемите кои се неговите најблиски соработници биле подбускувачи на студентите. Тој смири состојбата и тие што и подкрива рете студентите, тој ги разреши и си го најдал местото на голиоток. Добро. Само што кажа, да се докажам, ги заобиколи институциите. Не е точно, никој институции. Ако ние денес имаме корумпирани судови, ако во собранието, како што спомна, во собранието опозицијата ги исвали со сила надор опозицијските претендници, власта ги сврли. Па во кои институции требаше некои институции да одеме и да ги решаваме, во кои институции која ниједна институција не функционираат во Македонија. Добро. Така, ја имам докази дека мамен колку го лажат, мисля колку после не само sad има докази писмени, неговите починети министри или заменици министри писмени колку го лажат, како ветува и да му давала ништо не исполне текстот. Добро. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. На фан страницата на Мој термин под објавата за денешната тема се вели од страна на Славица едно прашање огнен. Дали знае некој кој го пишал говорот мене не ми е јасен, еднаш обвинува, еднаш брани, па напаѓа, ете тоа не ми е јасно. Поздрав, дете среќни празници, убав помин, благодарам и вам исто Славица. Даниела вели Хорхе истакна дека нема да дозволи организиран криминал од сите страни срдиса на Македонија, 1 априлско обраќање. Лина вели, велат комичен бил говорот негов, не би рекла, трагичен да, се срамев кога го слушав, толку ниско не турна. Има ли тој воопшто дно останато тронка достоинство за да смогне сила да се повлече од функцијата? Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало, добро вечер. Добро вечер, ве слушам, повелете. Поздрав Огнен од Кичево. Поздрав и до вас до Кичево. Благодарам. За жал, во овој момент струја снема, само сепак останав на телефон и сакам, без разлика што не ве гледам, ве почитувам и сакам да го искажам мојот став во однос на темата. Повелете, се надевам дека наскоро ќе ви дојде електричната енергија. Повелете. Па и јас така, толку не е стабилна државата, нема проблем. Вака, јас се прашувам, председателот, и сите ние го почитуваме како председател. Значи, председател татко на државата. Ама јас не можам од негова страна да сватам дали тој истото го прави према нас граѓаните. Значи, ние кои сме во опозиција, не нарече предавници, фактички дека ние не ја сакаме државата, дека ја сака тој неговата партија која го намести да биде председател. А знае многу добро дека ниту од страна на албанците беше признат, ниту од страна на опозицијата, затоа што не беше уредно и легално избран. Во втората работа, сметам дека неговото излагање, која денес го кажа, јас не можам да сватам како не може самиот да се приспита дека се самиот и негира. Кажува дека навредени биле надворешните, значи странците, амбасадорите и сите тие од една страна, тоа е точно од неговата страна, а од друга страна вика немојте да ги навредувате исто, ќе се презаат мерки за оние кои ќе навредуваат исто од партијата на ВМРО-ДПМН, кои се служија со нечесни слики и сите тие работи. Значи, јас сметам дека самиот себе треба да си преиспита што зборува, дали некој му пишува или подобро ќе биде сам да го каже она своето. Граѓаните, значи, чекаат вистина, реалност, одговорност за се што се огрешиле, оние да одговараат пред специјалното јавно обвинителство, кое тој го подпишал, истиот сега поново тој не го признава. Па јас не можам ни да го сватам. Сепак сакам, ако има некој, значи како господинот Кавраков или Тале, да се стетна со мене очи во очи, значи да поразговараме и седам на линија ако треба и до крај. Ајде да видиме дали има некој следен на линија, повелете. Ало. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Јас би сакал да ви кажам само две реченици. Ајде. И двајцата... Да, ве слушам. Оставете го телевизорот, слушајте ме мене. Ве слушаме ние. Да. Повелете. И двајцата, и Нано Ружин, и господин Иванов, се од Валандово. Голема разлика во клас. Добро. И многу ми е жал дека некој кажува за тоа што е правдина. А тоа е неправдина. Значи, господин Нано Ружин
е господин за господинот Иванов председател. Ја проштавајте толку од мене. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Другиот гледаш нека седи на линија Димитар на фан страницата на Мој термин вели: се согласувам само со ова. ЕУ да престане да ја блокира нашата иднина. Блокадата не е ништо освен казна за македонските граѓани и очекувам реакција на Европската Унија. Председателе на Република Македонија, тргнете се со вашиот ментор од политичкиот живот преку кој ни ги киднапиравте 11 години европјаните во Македонија, а и државата. Ете тоа е единствен услов до киднаперите. Се друго не е за коментар, познато и чуено, вели Димитар. Андреја дополнително дополнува: председателот за жал е изгубен случај, нема ни П од председател. Во коментарите кои што се на објавата на фан страницата, Сашо, само да видиме што вели: конфузен говор, одраз на неговата психа. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добро вечер. Ало? Да, ве слушам, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Добро. Нема толку ружни зборови да се опише председателот. Јас само би го прашал. Дали е свесен дека таа е многу скапа институција, а ние никакво фајде немаме од сето тоа. И ако човек треба со 2-3 збора да го опише, може да само да каже сета некоја работа, тоа се вика трала баба лан, да јој проđе дан. Едно време имаше една таква мелодија. И сега, дали, јас сум обичен граѓанин, дали воопшто е свесен колкави мајки ние имаме со правната држава? Он е правник. Па дај нешто, нека стори за нас. Јас имам такви едни правни проблеми, толку просто едноставни, дури некој пат доаѓам во искушение и си мислам дека човек треба да отепа некој за да докаже дека е оправо. Јас само ќе го замолам. Не знам уште колку време има. Нека ги остава калинките, нека остава смоквите, дај малку, нека иде овој народ, какви мајки има, да ни помогне малку. Зошто го имаме? Ќе завршам со исти зборови. Институцијата председател е скапа институција и не знам, не ја гледам потребата од него, стварно едноставно немам зборови да опишам колку е, мислам, нефункционален. Еве толку за сега, фала. Поздрав до вас и благодарам за јавувањето, како вам, така и на другиот гледаш на Николче, бидејќи не сакам да го држам на линија доволно долго време, без разлика што може би ќе се јави подосна гледач кој што тој го очекува. Во меѓувреме, на фан страницата, само да ја најдам објавата, мислам дека Љупчо коментираше, вика: Ѓорѓе се јави, ваистина се јави. Во својот говор председателот Иванов продолжува: драги сограѓани, изборите завршија и прегласувањето и пребројувањето. Во постизборниот период сакам да го соопштам мојот став во однос на неколку прашања. Се уште слушам како одредени лидери на партии јавно лицитираат со унитарниот карактер на државата, со некаква си кантонизација и федерализација, со името на државата и со идентитетот на граѓаните. Тие лицитираат со државните интереси. Ке ги потсетам дека Македонија во 1991 година се конституира како национална држава на македонскиот народ, во кој се обезбедува целосна граѓанска рамноправност и трајно сожителство на македонскиот народ со албанците, турците, власите, ромите и другите националности кои живеат во Република Македонија. Точно е дека пред 15 години со Охридскиот рамковен договор го дополнивме нашиот инклузивен демократски модел. Отворивме врата за правишна застапеност на граѓаните од сите, не само за една заедница. Ке повторам, сите, а не само една. Мојот став е повеќе од јасен. Никогаш нема да се согласам Република Македонија да биде бинационална држава. Никогаш нема да се согласам Република Македонија да биде федерална држава. Република Македонија е унитарна држава на сите нејзини рамноправни граѓани: македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци, христијани, муслимани, евреи и атеисти. Тоа е она пошто сме различни од другите. Слушам дека се барат двојазичност на целата територија на Македонија. Тоа прашање е затворено со амандманот 5 од Уставот на Република Македонија, кој произлезе од Охридскиот договор, каде се регулира прашањето за службениот јазик во Република Македонија. Службената употреба на кој било јазик во Република Македонија зависи од статистиката, а единствен начин за добивање реална статистика
е пописот. Последниот попис во Македонија беше пред цели 14 години. Тоа е предолг период за која било држава. Без нов попис на населението не може да се бараат права што зависат од статистиката. Очекувам новата влада што поскоро да спроведе попис за да видиме колку сме, да видиме дали реалноста на теренот соодветствува со тврдења на некои политичари. Им порачувам дека е неодговорно да се бараат права без да се преземаат обврски, точно онака како што е наведено во амандманот 4 од Уставот на Република Македонија, а обврска и одговорност на секој граѓанин на Македонија независно од етничката, верската, јазичната и идеолошката припадност е да се грижи за доброто на оваа наша единствена заедничка татковина Република Македонија. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Значи, вие председател, одавна немам веќе чувство дека имаме председател. Некако како да не постои, бидејќи и не функционира, ништо не функционира. Барем он не функционира како што би требало да функционира еден председател на една држава. Едноставно си се убедил, многу му е убаво. Вилата таму горе, многу му е убаво. Сите сметки му се платени, си шејта, си живе убаво. Верувам, почнувам да верувам дека и тоа е длабоко влезено криминалот, бидејќи не постои друг начин како некој ќе те присили ти да го кажуваш и да го читаш она што го читаш. Ако некој мене ме притиска, јас кечам до некоја граница, ке трпам и кечам до стоп. Ако го изберам пак, уште треба да го трпам уште 4 години да ме малтретира и да му ценува. И никако тоа не можам да го сватам. Нашиот председател мене ми личи како, нели, не само што му набиле рогови, него и го убедиле дека убаво му стојат. Па сега се дичи со нив. Друго, не би знала што да речам за него, толку е конфузен. Испаѓа дека оние херои ја спасувал Македонија во секој могучен, на секој можен начин и напред компликации на Македонија, а не да ја спаси. Од што ја спасувал Македонија? Зборува за двојазичност, за федерализација, он немало да дозволи. Па кој, он е само единка во оваа држава. Во оваа држава постои народ. И на крај крајви, колку 2 мандата не успеа да спроведе попис, праве еден попис, не успеа да го спроведе. Значи, кој е виновен? Така. Значи, никој не е виновен што они не се способни или не им одговараше да го спроведат попис. Толку би мала да кажам. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и ви посакувам пријатна вечер. Следен на линија, добро вечер, повелете. Добро вечер. Ало? Да, ве слушам, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Се јавам од Битола. Поздрав до Битола од нас, повелете. Господин Огнен. Да. Па да ви кажам, цел сад ве пратам. Добро. И само петата колона ја слушам на телевизија. Само што слушате на телевизија? Петата колона во Македонија. Добро, што ви е петтата колона? Петата колона се сите предавници на Македонија. Добро, а што е предавник во... А ние знаеме кој се и што се. Добро, кои се тие и кој е предавник на Македонија? Како изгледа? Ета види вака да ви кажам. За овие што се од петата колона. Што се јавуваат. А дека преседникот не бил преседник, бил човек одводно. Добро. И да се разбериме, тој е легитимно избран преседник на Република Македонија. И сите треба да имаме почит. Добро. А не да го нарекуваме човекот одводно. И да ви кажам една работа, тие се за мене безкисменјаци, ти нема осет ни за националност, ни за патриотизам, и само работат за делба на Македонија и за не постои Македонија. Добро. Дали би осакале... Ја ви кажам, а Господ гледа и Господ ќе дај македонците да се разбурат и да чува Македонија. Така. И кога ќе се разбудат... Кога ќе се разбудат македонците што ќе сторат? Што ќе сторат? Да.
И ќе ја спасува државата. Како ќе ја спасуваат? На кој начин? На кој начин? Има многу начини. Вие што велите, што предлагате? Јас? Може и со компромис, може и со разговори, може и со редувања. Добро. И може и со пасоши надвор од Македонија. Добро. Па нека одат во Бугарија, во Албанија, во Србија, кај сакат, во Грција. Предавниците ли тоа? Да, предавниците го одиме. Добро. Дали би сакале да останете на линија со некој друг гледач да поразговарате? Шо? Да останете, велам, на линија, да вклучиме друг гледач па да поразговарате. Да ви кажам, испод чест ми е со такви луѓе да разговарам. Може би нема да се јави предавник следно? Кој? Не знам, може би следниот што ќе се јави нема да биде предавник. Сите се предавници, сите се не се македонци. И вие ли сте предавник и не сте македонец? Јас сум чист македонец. Од 71 година. Добро. Ја да ви кажам, не сум партиски никако. Али сум патриот на Македонија. Добро. Така. Добро, поздрав. Ајде се на Иво. Поздрав, ви благодарам за јавувањето. Дејан на фан страницата вели, ако е за сериозно темава, изгубивме 1 час од прекрасната емисија. Ако е за мајтап, ворете. Кој како ќе си ја свати. Андреја, добро. Дали имаме некој друг на линија? Поздрав до вас, Андреја. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добро вечер. Добро вечер. Атанас од Скопје. Поздрав до вас, Атанас. Само момент, малце да го намалам. Ајде. Така. Ајде. Да разговараме во слушалка. Така е. Повелете. Годишното обраќање на господинот Иванов беше многу добро. Со тоа што напомена дека во 5-тиот член дека во Македонија е македонскиот јазик и дека тоа е со уставот донесено и дека тоа не може да се менува. Тоа е една работа, мислам, што е. Во неговото вековно работење, он проба на некој начин, на ваков и таков и онаков начин, да ја смири ситуацијата, да биде онака како што треба да биде. И мислам дека во неговите ингеренции, колку што он можеше тоа да го направи. Да, може би имаше некоја грешка со онија помилувања и така натаму, мислам, но ако тоа го тргнеме на страна, тоа што е едноставно успешен човек, што направи да не се направат некои поголеми сценарија во Македонија. Сега, пошто е формирана владата, пошто беше се објави дека заедно ВМРО и Алијансата на албанците што е, дека се формира владата, е во ред. И би требало нешто да се направи како председател, како татко на државата. Он би требало да направи барем да завладее правото во Македонија. Начин за правото да завладее во Македонија има. Мора да се донесе еден закон кој што ќе важи наредни 100 години, што ќе влезе и тоа во уставот, што би требало да влезе во уставот. После тоа, кој ќе се донесе тој закон, тој народен закон, не може никој да го менува и сите партии ќе си бидат наред. Све ќе се тера по закон. Поради тоа што јас сега зборувам за законот, затоа што во меѓувреме сум и председател на Сдружение на граѓани за праведно судење и применување на законот. Има многу пропусти, има многу промашувања во законот, има многу недоречености, мислам, после тоа е алтернативен законот. Значи, тука тоа ние не смееме да го дозволиме. Добро. Мораме да бидеме малце прецизни, децидни и во меѓувремено, пошто ние знаеме дека некој кој си може да си купи судија, може да го присили судијата. Значи, ние даваме еден предлог дека би требало сите пресуди што се од 94-та навака донесени,
да се пренесат со граѓанска порота 15 члена. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Завршува председателот со еден дел, тука и ќе ја завршиме емисијата. Останатиот дел од говорот кој што е предолг ќе можете да го најдете на www.predsedatel.mk и таму го имате целото годишно обраќање, но овој дел ќе го издвоиме, вели. Недозволиво е некои лидери на парламентарни партии на преговарачка маса да ги ставаат државните интереси на Република Македонија спротивно на Уставот на Република Македонија. Во името на македонските граѓани, вели председателот Иванов, ги предупредувам да внимаваат што прават. Во името на македонските граѓани им порачувам да не помислат во нивните постизборни комбинаторики да разговараат или да преговараат за државните интереси на Македонија и националните интереси на македонскиот народ, бидејќи за државните интереси ниту се разговара, ниту се преговара. Илија, само ќе прочитаме за крај, во ова издание ни вели вака: да бев јас председател, наместо она да го зборува, ќе одев во Брисел и ќе седнев пред влезната врата со надпис: зошто не сакате во ЕУ. Пријатно.